Драги мои пациенти непрегледани, има многу од вас што ми пишуваат и во последно време забележувам дека се зачестува се повеќе една забелешка, за која што мислам дека е релевантна и дека треба да биде предмет на мојата анализа. Имено најголем дел од вас се сложуваа за начинот на кој ги критикувам нештата и дава можност од критиките да се извлече заклучок и секој да си постапи според своето мислење и одлука во животот. Тоа е за мнозинството, нели другите се од СДС и ДУИ и за нив ме заболе патка. Овој десниот, нели, мислам ме заболе лакт. Мислам овој десниот лакт на унгарски што си го викам лакатуш. Но да се вратам на темава. Забелешката е зошто јас, нели, како преку Тасевски шоу не давам и излезни решенија или предлози за некои проблеми кои се однесуваат на нас и на нашата земја. Значи, покрај тоа што сум автор, водител, комичар, писател и аналитичар, сега народот бара од мене да бидам и лайф коуч. И тоа не било каков лайф коуч, туку бесплатен лайф коуч тука во шоуво. Јас си викам, иако шоуто се вика преку Тасевски и ги третира проблемите кои ни дошле преку тасета на сите од нас, а на жените преку ливадата, им нивна. И така работам за без пари, викам. Па еве ќе ви учинам, ќе бидам и лайф коуч за без пари. Па сите мои нели умствени вратоломи анализи можете да ги користите да си го подобрите животот, да си ги решите проблемите, ако во тоа успеете, јас ќе бидам пресреќен. И не заборавајте да го пуштите тасета да попасе по тополјанката. Не се. Ај сега да бидеме малку сериозни. Се насмеавме што се насмеавме, пучење, полјанки, тасета, вамо, тамо, фикри, микри. Се насмеавме што се насмеавме и да видиме кој е во моментов најгорливиот проблем. Па знаете ли колку ги има? Ај, остај. Ке почнам со едно моје размислување од пред 2 дена, иницирано со загубата на еден млад живот со самоубиство. Бројот на деца и млади кои извршуваат самоубиство во Македонија е драстично зголемен по овие 7 несреќни години владење на Социјалдемократскиот сојуз, од кои првите 2 бевме затворени во разни карантини, како животнине во зоолошка градина со експериментални вакцини кои се покажуваат и илјадници аномалии и се причина за смрт на многу луѓе од разни возрасти. Кај младите и кај децата владее анксиозност, депресија и темни мисли. Сите тие се предизвикани од затвореност, од огромно време поминато низ виртуалниот свет на компјутерските игри, и зависноста од нив, и суровата реалност наметната од политичките елити кои државата ја прават тоа што е. Тоа е така со оваа багра која е на власт и додека не се смени и не се даде надеж на младата генерација, истата ќе мора да ја спасуваме со родителски максимални напори. Знам дека ви е тешко понекогаш да обезбедите пари и за леп, но бидете се да бидете подобри луѓе, колку и да ви е тоа тешко. Разговарајте со своите деца, разговарајте со своите млади, не ги оставајте на компјутерот и телефонот да ги едуцира. Компјутерот и телефонот не даваат љубов. Направете муабет секој ден, дајте им совет, но тој совет немојте да биде ја у ваше време ова сум правил, она сум правил. Си направил затоа што не си ги имал на свој грб и врз својот джеб овие Зоки, Таче, Али и останатите Артан, Мартан. Затоа тој совет оставете го за некои други времења. Сега им треба љубов, им треба помош од психолог, психијатар, им треба можеби некој денар да се чувствуваат послободни. Откажете се од кладилница, од буварење по кафани, од локање без везе, од седење со разни калаштури, ги частиш, чизмици, ово, она бундица од нерц, вамо тамо. Дајте им ги тие пари на своите деца, помогнете им да се социјализираат, да фатат девојка или дечко, да излезат, да спортуваат, да играат со кучиња, мачки, да се бават со проекти, да се дружат, да бидат и волонтери ако треба, помогнете им да засакаат природата, одете на планина со нив, викајте ги кога ви треба помош, кречење, селидба, не ги оставите во нивниот лажен свет, помогнете им со учењето, но најважно бидете тука за нив, разговарајте и само разговарајте. И не бидете себични покрај своето дете, помогнете му и на некое дете, и на млад човек кој не е во роднинска врска со вас, кој е другарче можеби на вашето дете, кој сте го виделе на улица, кој го познавате или пак не, тоа не е грев, грев е да не помогнете. И ова грев не го спомнувам во некоја религиозна, туку повеќе во социјална и општествена смисла. Само вие можете да направите нешто за вашето дете или за некој друг кој му треба помош. Не чекајте тоа да го направи државата или институциите. Институциите се тука да ви издадат умреница наместо венчаница и пак да не бидат криви.
И верувајте, ќе се чувствувате многу гордо и убаво кога вашето дете ќе дојде со другарите и другарките дома и ќе им сварите по едно кафе и ќе им дадете од таа најефтината раванија и сите ќе бидат озарени дека имаат место кај да дојде, дека вие сте човек пред се. Не е се во подарените фирми за струја и кафулињата и бесните коли купени со крвави пари. И немојте да ви кажат дека се купени со поштени пари. Тоа по дома нека си го кажуваат на жените им, на децата им, на кучињата им, на папагалите им, на желчето во аквариумот им. На нив нека им кажуваат. Додека не им излезат снимки, каде злоупотребуваат нели девојки, нечии керки. До тогаш нека им кажуваат по дома, а не на нас. Оти има снимки за нив многу. Со какви девојки седат или онадат или прават ова она. Но со тоа ќе се бават некои други. Вие бавете се со своите деца. Сега и веднаш. Подобро веднаш. Најнова вест, breaking news. Дае се на знање, се отвара најново ратиште, така наречен фронт на кој ќе војуваат позиција и опозиција, на кој ќе се кршат копја, ќе се мерат патлаци, ќе се трча најважната трка во историјата, ќе се одлучува дали сме за змија да не апне или магаре да ни го бапне, ќе се бира од трите најдолгото, ќе се гледа чија на црну вуну преде, која е поголема дунда, кој е најголем јунак и конечно ќе се борат Сојузот за Европа и европските модерни сили со пичните жили. А каде се наоѓа тоа воено поле, каде што без срам и перде, без жал, без политичка култура и морал, ќе се навредува противникот, ќе му се вадат кафеавите гаки со жуто од напред и кафеаве од позади, ќе се пуштаат порно снимки на високи владини функционери. Па тој фронт, тоа ратиште, драги мои Facebook и тук и таму YouTube, место каде без милост можеш да му го учукаш на политичкиот противник, со се мадина да му го збрцаш, до крај, да му речеш кого удрам не жалам и да ги објавиш сите гомнари кои ги имаш за него. Така богатејќи го Цукенберг да стане троа побогат, ќе се колиме на Facebook до последната капка крв, доека не победи посилниот. Ова нема да биде битка за многу пари, ова ќе биде битка за огромни пари, сега дадени на еврејчето што го дрма светот додека не го сјебат овие од Јемен, пак да го бутнат, а потоа истите пари да бидат ограбени од буџетот на оваа јадна држава. Ама бате Саше, не би бил бате Саше ако не ве научам нешто ново. Мојот тим, во кој работат пекар, лекар, апотекар, пропали порноглумец, продуцент на цртани филмови за возрастни, копирајтер и копипаст уредник, јас и две кучиња, ви ја открива страната на која ќе можете да видите кој од политичарите или политичката партија колку пари троши за Facebook во оваа црна кампања. И сами можете да си пресметате колку тие пари се ваши или украдени од државата низ разни тендери. Линкот ви е долу под видеото. Само направете копи-пейст од секој ден и секој ден откривајте кој колку пари троши и поздравете го Александар Антич да не повикува многу на војна за неговите милион евра, затоа што имаме повеќе причини за војна за кои е тој директно одговорен. Тие негови фори нека му ги продава на калето кој му овозможи 25 години да се изживува и да ограбува еден народ во име на лажни каузи и не знам какви измислици. Ако мисли дека со неговите закани за војна вечно ќе ја молзе и ќе ограбува држава, да му кажеме една ВМРО-вска подобро ужасен крај, отколку ужас без крај. Такви сме ние македонците, а стапот има два краја. Не може вечно да си во милостината, а се знае кој си и што си и се знае што прави твојата екипа. Не може бре да тортурираш цел народ и држава и да се вадиш на твоите спонзори. Трајало 25 минути или 25 години, еден ден доаѓа крај, затоа што штитејќи го твојот грб, грбот на твојот спонзор Калето е доведен до нула. Денес македонците го мразат Калето и Дуи само заради твоите ограбувачки и дискриминаторски дела низ сите овие години. Тие уништи Македонија, а тебе те поддржуваше Калето. Значи директно се криви за твоето владење. Ако те спасат и овој пат, јасно е дека сакаат да ја нема Македонија, затоа што Али и Дуи се канцерот на оваа држава. Ако канцерот не се отсече, а веќе е длабоко метастазиран, оваа држава ќе умре. Веќе е полумртва и на апарати.
Ти сакаш да продолжиме да ти бидеме робови. Македонецот одбива да биде роб на Дуи на секој што го поддржува. Завршен цитат. Нека игрите започнат, сите на своите места. Подобро гроб отколку роб.